а се да заврши без афери. Мислам дека на еден или на друг начин тоа се издоговори на еден нормален начин, прилично транспарентно, со утврдени критериуми. Како ти се гледа тебе целата работа? Бидејќи опозицијата веднаш излезе со став дека владата ќе ги купува медиумите и така натаму. Па добро, може да постојат и такви, секогаш постојат такви идеи. Секоја власт се обидува да оствари контрола врз медиумите. Тоа од моето искуство е една голема концептот на контрола е илузија у принцип, да. Ама сега луѓето додека го разберат, им треба време да го сватат. Мислам дека не е тоа идејата. Идејата тргна со една замисла да се помогнат печатените медиуми да опстанат, да преживеат. По моја волја, по мој вкус, ќе беше можеби и ако оваа помош беше поврзана со некаков конкретен проект, некакво конкретно барање од печатените медиуми. А не само помош за печатење и за дистрибуција. А не само помош да се онака преживее. Да, за печатење и дистрибуција, но, например, јас се надевам дека во идната година, дури без некаков притисок од власта, или позитивна уцена, да речем, од власта, јас се надевам дека вестници ќе се обидат да направат една заедничка независна дистрибуција, например. Тоа бил еден значаен проект. Бидејќи треба, вашите гледачи и граѓаните воопшто треба да знаат дека проблемот на правење вестници во Македонија е многу тежок. Медиуми воопшто, а вестници посебно е тежок. Тоа ја го споредувам обично вака. Ако сакате да се купите автомобил, одите во салон и купувате автомобил. Ако сакате да направите вестник во Македонија, мора прво да направите фабрика, па си ја произведете, па да го продаете. Тоа е нешто што е ненормална ситуација. Зашто? Тоа што нема инфраструктурни решенија. Немате независна дистрибуција, немате независни печатници, секој почне од почеток. Има ли смисла уште да се прават вестници геровски сега? Тоа е погрешно прашање за главен уредник на ДВ Вестника. Па добро, јас сум присутен и во сајтот Плюс Инфо, да. Така што сум во тој тренд влезен на интернет медиумите. Погрешна е тезата. Тврдам дека интернет медиумите ќе ги убијат вестниците, нели? Да, имаше еден период на таков период на канибализација, нели? Во еден период, но доста вестници во светот преживеа, најдоа друг начин, целата тајна, целата филозофија е вестникот како производ да понуди нешто што не може да го понудат другите производи. Не може телевизијата, не може интернетот, така натаму. Веројатно и за публика која што не е на другите медиуми. И за публика која не е на другите медиуми. Например, постојат многу производи продукти во самиот вестник што вие не можете да ги најдете на друго место. Многу тешко се чита долг голем текст анализа на екран, бидејќи екранот ги замара очите, да. На телефон кај што буквите се мали. И тоа се на еден скрин. Крстословки до еден голем дел на продукти постојат што вестници ги откриваат и преживуваат. И тоа добро работа сега. Гледам дека уште со уживање зборува за правење вестници. Тоа е веројатно првиот предуслов. Па тоа е првата љубов, нели, професионално од која не се бега. Мене ми е големо задоволство да така ми е идејата да поета професионална кариера завршам правејќи вестници, така што мислам дека ќе успееме. Геровски, Бранко, ти се разбира секојдневно пишуваш и си често присутен и така натаму, сепак се заокружи една фаза прилично голема во македонската политика. Која е твојата, да кажем, вака финална оценка за оваа фаза до тука? Да те прашав пред 3-4 години, мислеше дека ќе дојдеме до овдека? Како ти е? Не. Ретроспективно сега, после битка сите се генерали, се разбира, ма сепак. Јас сум, како да кажем, информиран оптимист, односно песимист по природа. И навистина не бев оптимист дека така брзо, така лесно ќе дојдеме до... Не беше баш лесно, ама... Па дури и лесно би рекол, затоа што немавме некои преголеми потреси, а ги завршивме овие најкрупни големи прашања на консолидација на државата на меѓународен план, што беше клучно. Значи, мислам дека после овој процес и после приемот на скорешен во НАТО и почнувањето на преговори за членство во Европската унија, дека веќе нема да се поставува прашање со кој се поставуваше откако јас и ти ги почнувавме нашите тренерски кариери, ќе ја биде или нема да ја биде Македонија. Сега знаеме дека ќе биде, каква ќе биде, тоа е друго прашање, тешко болно прашање. Треба ли за оваа нова фаза нови луѓе? Ајде да тргнеме и од нас, дали ние не сме веќе истрошени за оваа фаза, дали некакви, не мислам од утре, меѓутоа де факто,
Што ќе треба да носи новава фаза и во смисла на менталитетот те прашувам, во смисла на тоа... Ќе треба, пак сум скептичен, значи, традиционално, пак сум песимист дека ние ќе успееме многу битно да направиме некаква круцијална промена во нашиот менталитет. Гледам дури во земите кои влегоа многу порано од нас, Бугарија, Романија, во Европската Унија. Сменето е доста, но сепак менталитетот е нешто што најтешко се менува. Ќе бидат потребни квалитетни луѓе. Значи, од еден долг период, неколку децениски период, би рекол, на негативна селекција на кадри, при што се оперира со млади, стари, надежни, благонадежни, безнадежни и така натаму, секакви. Значи, само се правеше всушност една негативна селекција. Ќе биде потребно, ако сме сериозна нација, политичка нација и етничка, ако сакате, нација, македонци, ќе биде потребно да направиме една позитивна селекција на кадри. Ние сме мал народ, во суштина се броиме 2 милиона, а не сме во земјава 1,5 милиона. И кога сте толку мал народ, во принцип имате и помал избор на луѓе. Ние немаме доволно лекари, немаме доволно од сите професии, така натаму. И треба, во таква ситуација, треба да се извлече максимумот најдоброто, бидејќи сега, кога ќе почне овој период на наше приклонување кон Европска унија, ќе сватиме всушност, ќе мора да споделуваме вредности. Тогаш нема да имаме изговор. Знаете, кога ќе влеземе дури во тоа друштво, ние ќе мораме да имаме писатели како што има таму, ќе мора да имаме филмови како што се прават во Европа, ќе мора да имаме весници, било што се прави таму. Сега имам изговор. Се велиме, ама ние не можевме поради политички, вакви, такви причини. Добро, кој ќе прави таа селекција? Лесно ќе се согласиме дека веројатно се е ова точно и ќе треба да стигнеме. Но кој ќе прави таа селекција? Повторно, селекцијата прават оние кои што на еден или на друг начин се во позиција да се обкружат со луѓето со кои се обкружуваат. Така е, тоа е општествена задача. Ние сме во принцип, не само ние, повеќето општества на Балканот, всушност се така наречени предполитички општества. Значи, во политичка смисла сме примитивно општество. Немаме развиена демократија, нема ништо лошо партиите да ја прават таа селекција. Меѓутоа, проблемот е што во партиите нема партиски живот. Јас сеќам во време кога јас сум бил млад новинар, и од тоа време сме одели на седниците на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, кои биле тематски, се дебатирало. Една за аграрот, втор пат за, не знам, образование и така натаму. Сега нема ништо. Јас сите седници на извршни комитети, на централни комитети, секоја се бираат кадри, се бираат пред избори и така натаму се собира, дури се донесат одлуки како, например, ако добро разбрав, Централниот одбор, така ли се вика на СДСМ, донел одлука, клучната одлука дали да се оди на превремени избори, да му ја препушти на раководството. Тоа е знак дека ние се уште немаме во партиите партиски живот, и ќе треба да направиме обид. Не знам како ќе успееме, навистина, затоа сум веројатно скептичен, но ќе треба да направиме обид во партиите да имаме партиски живот, во јавноста да имаме вистински јавна дебата, да ги цениме вистинските луѓе, вистинските вредности, не да ги прашуваме што е мајка ти, што е татко ти. Да, те гледам и по текстовите. Жестоко реагираш на луѓето околу Заев, например, а сепак се тоа луѓе на Заев. Според тоа, ако се они избрани да бидат околу него, тоа е и негов избор. Сакам да кажам, се лутиш бидејќи, како и сите ние, целата критичка јавност знае дека тоа не се некакви перфектни комбинации кадровски и така натаму, меѓутоа каде лежи проблемот? На крајот не, па проблемот ако е за луѓето околу Заев, лежи ка Заев, нормално. Јас му се лутам и на Заев. Тој не е поштеден од мојата критика, затоа што... Како реагира Заев на такви критики? Па реагира на еден чуден начин. Се јавува, не се јавува, протестира? Ја не знам дали он лично се лути кога ќе седне сам со себе или кога ќе биде искрен со себе, но мене никогаш не ми демонстрира лутина, морам да бидам искрен. Секогаш сме на другарче.
Дури јас се лутам понекогаш и му најавам, не сакам на другарче да бидеме тука, сакам да се скараме понекогаш, нели? Ретко комуницираме, многу ретко. Јас не сакам во принцип да ги гнјавам луѓето кога си има човекот си има попаметна работа отколку да зборува со Бранко Гировски и така натаму. Кој е главен уредник на два медиуми, патем биде речено? Па добро, он разговара често и фреквентно кога што слушам и со многу од понизок, да речем, калибар луѓе, но тоа е негов избор. Јас не сакам да бидам тој што ќе го гњави премиерот, бидејќи сега тој, нели, се враќа човекот од пат, снег, Бојко Борисов му позајмува джип и така натаму, на централниот фудбал седи, заседава и го чека дали ќе има избори и така натаму, и се замисли некој Бранко Геровски да му се рече, види друже ова, она, не и да тие работи така. На ниво на лична комуникација, на ниво на лична перцепција, јас не би можел да кажам дека човекот е, не знам, демократа, не демократа, лош, и да зборува вистината, лажи и така натаму. Тоа во крайна линија не е битно. Тоа не е личен однос меѓу мене, тебе со него или било кој друг. Многу е важно да се воспостави на ниво на систем во државата правило да ако е премиерот дошол на власт со големи очекувања и големи ветувања, а овој премиер дојде со досега најголемите очекувања, бидејќи нели рушевме режим, ветивме нула толеранција за корупција, нема партиски вработувања, нема превари, нема лаги и така натаму. Значи, со такви очекувања, тој мора да воспостави систем, прво себе си да се дисциплинира, а потоа целата своја околина да дисциплинира тако начин што не сме да има фаули. Не сме да има фаули едноставно. Има една теза дека секоја влада во Македонија во суштина може да испорача една важна работа за време на својот мандат. Ако ова е една супер важна работа која што Заев де факто ја испорача, а тоа е интеграција во НАТО со отворени врати за Европска унија, не се ли нашите очекувања, твоите очекувања преголеми? Па ја мислам дека не се, затоа што оваа работа тој ја заврши практично во прво, да бидеме искрени, и со голема помош на меѓународна заедница, со големо лобирање и така натаму. Сите го имале на известен Со голема, така е, со голема помош и на дел од јавноста. Да не речам и јас се сметам од тој дел од јавноста кој вршеше притисок во таа насока и така натаму. И сега, знаете како не може Заев да се постави во позицијата. Јас сега сработив, имав да сработам и сега следните 2 години од мандатот или ќе ги потрошам за, не знам за што, за пецање, или ќе направам нешто друго, ќе се обидам сега со Блицкриг трка да земам уште 4 години за да уживаме да правиме. Тоа не е ли токму аргументација за ова што го говориш? Не е ли ова време за нови избори? Јас Откако веќе со оваа екипа се заврши оваа голема работа, ако е воопшто точна оваа теза за таа се разбира не мора да е воопшто точна, но не е ли можда време за прередување? Не гледаш ли кај дел од екипата е околу Заев, па и кај самиот Заев, можеби некаква желба да се стави една црта да се почне од ново? Па јас мислам дека избори не се неопходни за да се почне нешто ново. Постојат и други инструменти, постојат реконструкции на влади, постојат и партијата внатре може да направи посериозни промени. Ја можам да го кажам само своето лично мислење, не можам да отплика препоставам како Заев размислува за таа работа, иако фаќаме некои сигнали, се обидуваме како шамани да разбереме како што размислува. Но знам едно, дека работата е завршена на ниво на завршување на основното политичко прашање кое беше пречка за нашето приклонување кон НАТО и кон ЕУ. Од друга страна, работата на планот на реформите, според мене, не е ни сериозно започната. Има ли овој тим? Тие реформи се дизајнирани, Сашо. Да. Значи, тие се кажано е што да се работи, домашните задачи неколку пати се нацртани и сега, и после Преспа, и после ова што се случи во Грција, повторно стигнаа јасни сигнали од Европа, дека сега е време сериозно да се трне во реформи, бидејќи губењето на време може да биде опасно, бидејќи пак работата на Балканот се уште не е завршена, на планот на пацификација на Балканот, напротив се комплицира во Србија, како што гледаме, и јас замислувам еден рационален, разумен, одговорен премиер
кој носи одлука дај ние малку да побрзаме со остатокот од задачите, за да ние конечно го закачиме значката на НАТО тука, тоа ќе значи многу повеќе отколку сега ние да излеземе и на мртвога германца Шамаро Палише, нели, да го утепаме во ВМРО, да го дотепаме. Баш кај јас мислам дека тоа е погрешно. Тоа е погрешно за Македонија, погрешно е за општо за демократијата во земјата. Зошто би било погрешно? Зошто би било погрешно власта да има амбиција да победи убедливо на избори? Па тогаш во крајното исходиште на таа теза не би било погрешно ни да замислиме да се вратиме на еднопартиски систем, нели? Не, ама не говорам за тоа, говорам во демократски услови да победи убедлива опозиција. Не е погрешно, се разбира. Но Бидејќи кога ќе видиш аргументацијата за тоа, инаку пате ми диречено, јас мислам дека веројатно е веќе донесена одлуката и во СДСМ да не се оди на воредни избори, не знам дали и кога планираат таа да објават. Но сепак оние кои што заговараат такви тези имаат релативно цврста аргументација. Таа аргументација се состои на неколку од овие пунктови, дека е завршена една голема работа, дека им треба свеж старт, дека се поклопува со изборите во Европата, така што нема многу да се изгуби, бидејќи кога ќе се прави новата влада овде и европска нова влада ќе се прави. Да, ги слушав тие тези, јас го следев. И така натаму се обидувам да ги интерпретирам. Го следев тој разговор со господин Владо Бучковски, кој отплика тие тези ги разви. И таму има и други во самата партија кои што Ситуацијата е слична како во 2005, јас се согласувам, но слична и различна. Слична е во смисла на тоа дека тогаш имаше сериозно добитна ситуација СДСМ после добивањето на кандидатскиот статус, а нацијата во принцип не знаеше што ја чека и големите прашања, најголемото, најболното се уште не беше решено. А можда и тој сентимент што тогаш не решија да одат на воредни избори, па ги изгубија редовно. Да, сега пак ќе ги изгубат ако сакаат да направат нешто преку трупа пребрзо, можеби нема да ги изгубат на ниво на, можеби ќе победат во крајна линија, но ќе биде тоа пирова победа ако се соочиме со сериозна изборна абстиненција. Постои замор, Сашо, кај гласачкото тело. Ние гласаме веќе. Да не ме разбереш погрешно, јас не заговарам варијанти, јас само се обидувам јас полемизирам со тие тези, да ти го отворам тезите. Да, па ни јас ни ти не решаваме во крајна линија, не е битно. Постои замор кај гласачкото тело. Ја среќавам се повеќе луѓе кои ма не гласаме веќе. Постои известно и разочарување од перформансите на оваа власт. Не ја доврши преска тезата која рече вака: ние дојдовме од овдека, а ова се другото е помалку важно. Не е така. Сите други работи се важни. За сега зашто сега истрчува Заев на теренот и во една предкампања, би рекол можеби само за председателските избори, велат, сега ќе достигнеме железни опинци, ќе обуеме и ќе достигнеме до 500 евра плата. Тоа е свесност дека нешто што се ветило и нешто што треба да се исполни, дека ние Твојата теза е дека тоа достижно и без железни опинци ако добро се одработи. Апсолутно, Ја прочитав и треба, блиска ми е таа аргументација. Треба многу сериозно се работи, посебно треба се работи во реалниот сектор на економијата, кај што всушност најмалку се работи, најмалку се инвестира како можна инвеститура, покрај напори таму има луѓе што тоа го се трудат да го променат, ама тоа некако тешко оди. Како гледаш на опозицијата? Како гледаш на низиното лидерство? Ни се случи повторно да некако се ставија на страна од еден магистрален историски процес. Јас морам да ви кажам многу разочаран од сувањето на ВМРО ДПМН во овој период. Да, сега се разбира, не очекував дека Христијан Мичковски, кој беше избор на веќе не знам чиф избор, има разни теории. Океј, на партијата, во крајна линија, на Груевски, на партијата. Јас не очекував дека тие ќе застанат и ќе бранат промената на името и она што се случи така натаму, но пак не очекував дека ќе испушта шансата да бидат дел од процесот за да ги искажат своите ставови, да критикуваат. Не очекував да се маргинализираат. Никако не очекував Мичковски да застане зад Јанко Бачев, например, на протестите. И сето тоа го направија. Тоа значи, по мене,
Јас долго размислував и сум се обидувал да се информирам кој стои зад кого. Ние понекогаш претеруваме новинарите во тие приказни, додека луѓе од партијата кои ги познавам од порано, на некои им сериозно им верувам на проценките, им рекоа, ама нема човече, викат, сам одлучува со тие 1, 2, 3 околу него и тоа се тие грешки, драматични грешки што се прават. Дали во таа смисла шанса за избори на кои што патем биде речено тие инсистираат? Еве и вечерва имаше мицкоски настап на МТВ и тоа му е сега веќе еден лајтмотив избори, мислам на парламентарни. Дали не е тоа шанса и за нив да се прередат, па и за раководството на ВМРО? Наред се бидејќи без добра опозиција функционална не бива ни власт како што треба. Наред се едни претседателски избори кои за мене се извонредна шанса и одлична трка да партијата се прилагоди на новонастанатата ситуација. Мислиш на опозицијата? На опозицијата на ВМРО ДПМН, значи да свати дека оваа земја трнала на запад и нема враќање, дека дефинитивно курсот е зацврстен, цементиран веќе курсот. Се извинувам, сватиле или само глумат заради некаква Не, ја мислам дека тие се уште не сватиле, мислам конкретно на Мичковски екипата. Не е тоа малку прекрупна дилема да се има во овој момент? Знаете, ако затоа што тој вечерва изјавуваше дека кога ќе дојдеме ние на власт, ќе ви покажеме како ќе го промениме договорот. Па, мислам, не е тоа малку доказ, една авантура? Апсолутно, тоа е авантуристички период и едни избори во кои со добар кандидат, со еден обид замисла да се промени малку реториката, да се осовремени во крајна линија реториката. Знаете, ВМРО ДПМН, сеќавате во 91-92 година, они не дојдоа, иако беа најмокната партија на изборите, не дојдоа на власт само затоа што робуваа на својата неможност да свата дека мора да се коалицира со албанците. Тие изгубија, дури 96-та година почна кај нив да се менува реториката. 30 години потоа? Да. Сега сме се враќаме на иста приказна. Да. Луѓето просто мора свата дека ова е завршена работа. Дека ова е правецот е фатен, дека ние имаме една нова, поповолна геостратешка позиција на државата и сега тие може да критикуваат, да кажуваат нечин економија, нечин ова и така натаму, но да кажеш ние кои ќе дојде на власт ќе го смениме договорот, треба да си многу политички, го бирам најубавен збор, неискусен да речеме, или аналфабет. Шанса беа на избори. Иначе, овие избори што ги бараат тие со мачо пристап, дајте одма пред време избори, ние вас ќе победиме и така натаму, тоа е една навистина тотално неразбирлива позиција. За очекување е дека ако дојде во крајна линија до предвремени избори, СДСМ ќе ги употреби сите полуги на власта, со сета робусност, па и грубост, ако сакате, да го задржи. Замислете вие, да го направите целиот овој мастрав, да сте опозиција заев. Значи, да направите се ова што го направи во една година. Со бугарите, со грците, тарапана, еден референдум неуспешен за тебе. Драматични моменти. Хаоси, драматични тепања и така натаму. И сега, на мачо финта да изгубам избори затоа што некој вика има шанса тоа да пројде. Зошто му е потребно тоа на ВМРО да помине? Оправдано е стравот на ВМРО да помине барем ова што го кажуваат на ниво на своји официјални ставови, дека се плашат дека власта може да ги фалсификува изборите. Која е твојата проценка, мислам, не само политичка, туку сепак и зад сцената. Има ли таква намера, има ли таква... Видите, во Македонија обидот да се зграби она што може да се зграби и со поголеми или помали фаули при изборите секогаш бил присутен. Јас ќе потсетам и ќе кажам дека колку да не им се допаѓа тоа на моите пријатели од СДСМ, другари, да ги наречеме, како што се нарекуваат самите, нели, како што ги нарекуваме, ние во текот на референдумот имавме во еден дел од земјата имавме прилично сомнителни ситуации. Прилично сериозни фаули. Ќе го квалификуваме тој дел од земјата или па имаме политичка Западна Македонија, во општината Сара имавме многу чудни резултати, онака полнење на кутии, гласини и така натаму. И сега знаете како е, ако биде
држ не дај, нели, или да се биде или не, ја тешко можам замислам дека некои структури во СДСМ дека баш ќе бидат премногу фини и во име на демократија и така натаму ќе дозволат да се случи некаква неочекувана хаварија. Тоа треба да биде опомена за ВМРО дека не треба да се игра со мачо политика, а за двете партии треба да биде мотив всушност да се влезе наместо во избори во еден друг процес, во еден процес на една сериозна изборна реформа, кој ќе подразбере многу сериозни промени. Ама тоа би било постизборна реформа, предпоставувам. После председателските избори. Да. Значи, за тоа И тука треба сериозно да се влезе. Јас не разбирам зошто Македонија мора да има 120 пратеници, зошто мора да има 6 изборни единици. Не разбирам зошто имаше ветување дека ќе имаме отворени листи и така натаму. Мора и тој процес да го демократизираме. Денеска не имаме султани во партиите кои одлучуваат кои ќе бидат кандидати, кои така. Тоа не е легитимно. Што е право, ние со леснотија говориме за отворени листи и така натаму, тоа се компликувани изборни системи кои не е уопшто известно дали ќе бидат подобри од овој што го имаме. Конечно, сите избори може да бидат злоупотребени без разлика на моделот. Значи, ако тргнеш да злоупотребуваш. Добро, доаѓаме сега до сепак до една реалност која што не може да се избегне барем во тој дел, а тоа се председателски избори. Какви се шансите за бојкот? Какви се шансите за стигнување до цензусот? Сега, колку што ја разбирам, во една овака шаховска игра меѓу двете партии на тема предвремени парламентарни избори, именно влогот е бојкотот. Постои една од претпоставките дека ако се прифати паничното барање, неразумното барање на ВМРО да помане за предвремени избори, дека тоа ќе ги мотивира да излезат, тоа ќе се спасат председателските избори. Јас мислам дека без оглед што постои шанса за низок цензус, може би дури за неуспех, без оглед на се, не треба да се влегува во непотребни авантури, затоа што, да ја замислиме во крајна линија најстрашната работа, неуспешни избори, нема да се избере председател, во ред ќе се продолжи понатаму, постои по функција председателот на собранието ќе ја преземе функцијата председател на државата, тоа еднаш во времето на атентатот на Гирови се случи во Македонија. И тогаш, можеби, тоа е шанса да размислиме дали можеби не е попаметно да одиме на подруг начин на избор на председател на државата. Тоа значи повторно отварање на уставот, а кај нас секој отварање на уставот е авантура. Да, но може да постои консензус за тоа. Во уште подлабока политичка криза, бидејќи ние никако да доразчистиме со сите важни прашања што сакаме да ги имаме во уставот. Значи, сакам да кажем, во овие калкулации за тоа како и дали да се оди на предвремени, не предвремени, влегува и таа калкулација да не одложиме една криза, тогаш пак во многу важно време, тоа е време кога ќе ни бидат неопходни реформи, да упаднеме една политичка криза 6 месеци после изборот на председател, од каде што повторно ќе потрошиме 6 месеци на јалови дебати, на меѓуетнички кавги, предпоставувам. Има некоја гаранција дека едни предвремени избори нас ќе ни донесат двотретинско мнозинство. Има било каква друга гаранција дека ова двотретинско мнозинство ќе опстане? Па тоа се гради. Знаеме како се градеше пред уставните промени тука, со средства кои беа на работна легитимноста, да не речам нешто пострашно од тоа. И сега и тоа е дел од играта и ние нема никаква гаранција, значи никаде ништо што би се случило. Успешни председателски, неуспешни председателски, предвремени избори одржани или неодржани, ниту една од овие комбинации не доди гаранција дека ние тоа двотретинско мнозинство ќе се одржи. Тоа треба да се научиме веќе во Македонија, дека тоа мнозинство во оваа држава, кај што имаме ваков распоред на политички сили, прилично затврстен. Значи, на какви сакате избори, ВМРО, ако не ја доуништат овие што некој што запнал да со авантуристички потези да уништи, ВМРО не може да биде испод 300.000 гласови така натаму, тоа е еден стандард. Значи при таков распоред на политички сили ние никогаш нема да имаме една партија која самата ќе успее со уште еден партнер албански да формира двотретинско мнозинство. Многу тешко. Пред да се вратиме на власт уште малку за ВМРО. Добро, која е тогаш перспективата која што можеш да видиш за ВМРО?
со се сите овие комбинации во смисла на нејзината внатрешна, очигледно има некаква потреба таму за некаква трансформација. Како тоа ќе се одвива? Веќе никако да тргне, никако да се реши, напротив се зацврстуваат некакви други методи, начини на решавање, кадровски избори и така натаму. Која е перспективата на ВБР? Видите, ВБР е во ситуација и мислам дека во ситуација да избере. Прво, внатре-партијската консолидација мора да трне прво од самата партија. Значи, там мора се одржи еден конгрес. Па се направија обиди, ама не се најавене. стигна. Ама добро, не може конгресот да се избегнува вечно, нели? Вообичаено, после избори, после големи политички настани, партиите одржуваат изборни конгреси, лидерите си го проверуваат до вербата. Геровски, кој направи од лидерите конгрес за да го биде сменет на конгресот? Ај ти си во право. Мислам се обидувам затоа што веднаш е забелешката на овие кои што се разноразни сега таму фракции има и така натаму, кои што велат па да, ама сите конгресмени се бирани од сегашното раководство. Каков ќе биде тој конгрес? Види, поминаа речиси 2 години не се донесе ни нов статут. А тој статут беше предметот на претходниот конгрес зошто се бираше нов раководство. И па тоа ќе мораме да почекаме да созрее таму сознанието дека без внатрешна реформа во ВМРО ДПМН, таа партија ќе биде во една лузерска позиција. Ја мислам дека најважно е, прво не е добро што воопшто постои еден во јавниот дискурс, во дели од партијата власт, едно мислење дека решението на проблемите е да се уништи ВМРО, да се остави празен простор, па потоа се јавува нешто трето. Сега, да бидеме сериозни, кој има таква мисла? Има сериозни луѓе кои во власта го мислат тоа? Во власта не знам, но во јавниот дискурс читам такви тези. Добро, и се понагласено, тоа се разбирливо реакција на оние 10 години режими па, и така натаму. Сепак огромна партија. Јас сакам да кажам, сум со сосема спротивен став. Би сакал да видам таа партија да се реформира, брзо да зајакне, затоа што мора да постои баланс на политичката сцена, мора да постои противтежа на власта, затоа што тоа е така полесно, верувате, така полесно ќе се градат мнозинства за реформските процеси. Ќе биде поздраво. Одошто поздраво ќе биде, одошто една група да биде ставена на маргината, а другава група да Тоа не враќа повторно во уште еден цврст аргумент за предвремените парламентарни избори. Имено, овој состав на парламентот направи такви, ајде се ја да бирам зборови, па да кажем претумбации во морално-политичка смисла, што тој веќе нема капацитет за реформи да прави. Со други зборови, ако не се пререди со нови луѓе тој парламент, овој парламент кој што помина за да дојдеме до овде кај што сме, во такви едни конвулзии, во такви едни непристојности, во политики кои што беа на ивица, веројатно и преку работот, некакви, па ако сакаш и правни и политички норми и така натаму, дека тој всушност не е во состојба сега да ни служи како држава демократска за ова што треба да значи сега реформи, бидејќи таму ќе има повторно многу од процесите, ќе мора да поминат парламентот и така натаму. Дали воредни парламентарни избори не би биде шанса и за тоа да се пререди да дојде еден нов свеж парламентарен состав? Се извинувам, те туркам со овие аргументи за да расчистиме што повеќе. Кога би било така лесно, ја веднаш би дигнал 2 прста за предвремени избори, ама знаеш како е и во животот, веројатно така и во политиката. Значи, од ова зајре, ваква сарма се прави. Ја не сум сигурен дека ако седнеме сега... Дека ќе добиеме подобар парламентарен состав некаков? Која е гаранцијата? Морално-политички? Која е гаранцијата? Ние тоа треба да седнеме да размислиме малку да ја проанализираме внатрешната кадровска состојба во СДСМ, во другите партии и така натаму. Цело време. Па сега, знаете како е тоа, треба да почне од работата како се почнеме од почеток. Значи не можеме на зајачки да почнеме. Не можеме да ги закажеме изборите, па сега да видиме да најдеме луѓе. Што ако нема луѓе, што викаат, нели, похридски? Што правиме за кандидатите за председател? Еве, тоа е момент за наоѓање луѓе. Како ти се чини барем до оваа фаза, иако би можело да се тврди дека е се уште рано да се говори за тоа, бидејќи се уште се разноразни опции се обидуваат да се потрошат, да се употребат и така натаму. Сепак како ти се чини? Јас ќе бидам искрен и отворен и бидејќи бев и искрен отворен и во моите пишувања, се заложив за една идеја која ми се бендиса, искрено речено, а тоа е за идејата за
консензуален председател. Така е тоа демократски модел. Има многу луѓе кои говорат дека самата идеја да се бира консензуален председател е против демократскиот принцип на слободен избор. Не. Дека не, тоа играње не практично со наместен резултат. Не е така, бидејќи тоа не е целосен консензус, не е тоа општ консензус. Под консензуален председател се подразбираше председател што кандидат што ќе го предложи сегашното парламентарно мнозинство заедно. Зошто ќе беше тоа? Не знам и зошто зборам во минато време, може би се уште постои шанса за такво нешто. Па не е затворено тоа прашање, не е затворено. Мислам дека ќе одат на консензуален но тоа е добра шанса да прв пат се случи во македонската историја двете најголеми етнички заедници, политичките представници, најмокните политички представници на двете најголеми етнички заедници во овој момент заеднички предложат една личност. Она второ што ми се бендиса е што во изборот на самата личност се размислувало не за партиски апаратчик, не за некои од кандидатите во партиите кои немаат друга работа освен да бидат председател, иначе немаше да работат, ќе треба партија се вратат, туку за личност која реализирана повозрастна во крајна линија со капацитет можеби да обедини многу повеќе отколку еден партиски апаратчик, со капацитет во ликот на Денко Малески. Ја во еден коментар напишав, не реков не мора да е тоа Денко Малески, спомнав некои други мене драги личности за кои имам високо мислење, за разлика од многу што мислат дека сите луѓе во македонската политика се лоши и никакви. Јас имам неколку мои фаворити целиот живот за кои мислам дека направиле нешто добро во текот на своите кариери. Значи може фотороботот ми се допадна, сакам да кажам. Ајде да најдеме саглам човек кој ќе биде наш консензуален кандидат. Кога велиш наш консензуален, мислиш на општеството? Мислиш дека може би се требало и други да се согласат со тоа? Еден кандидат кој или може би мислиш на такви конкурентни кандидати? Еден кандидат кој би добил една ваква поддршка како што беше замислена, нели, од ДУИ, СДСМ, со ваков капацитет натаму, мислам дека би добил малку и поширока општествена поддршка, зошто да не и од невладен сектор, од независни интелектуалци и така натаму. И да ви кажам, толку мене ми се бендиса таа идеја што јас одлучив да гласам за таков кандидат лично, без разлика дали ќе го има или ќе го нема на ливчето запишано таму, затоа што не треба така лесно и така, како да кажам, беневолентно или дури од некакви непристојни мотиви да ги убиваме добрите идеи. Тоа беше добра идеја, може да се замени со подобра идеја. Добрата со подобра. Но да речем ова не може, зашто? Затоа што таму има 4 кандидати во СДСМ кои едва чекаат да станат сите 4 председатели. Што е пазарот тука? Бидејќи полека го трошиме времето за емисијата, но морам да те прашам за едно прашање кое што бидејќи сепак беше на фронтот на одредени случувања во оваа наша професија во изминативе важни години и така натаму. Ја поминавме ли цртата после која нема враќање во смисла на правната држава? Можеме ли ние да се вратиме после сите овие ескаламуции кои што се направија, ескаламуции, не знам како се преведува, марифетлаци, ајде да кажеме, и тоа не е македонски збор, ама сепак. Ја проминавме ли таа црта од која после можеме да се опоравиме? Можеме ли, затоа што сепак на нас овдека правдата беше истоветна со мирот, беше на тој начин поставена равенката. Сега видовме како се тоа излезе, видовме дека тоа се прекри со превезот на помирувањето и така натаму. Ти се чини ли дека ова општество, дека нашиве генерации, овие кои што се сега политички активни, имаат во себе доволно капацитет да се вратат после овој Рубикон, кој го поминавме со сепак газење преку... Кога им ја честитав на моите читати на Слободен печат новата година во мојата последна колумна од претходната година, им посакав среќна и праведна 2019 година. Сакав со тоа да кажам и го кажав дека тоа може би ќе биде најважната цел во оваа година, затоа што за сите други реформи може би ќе биде доволно експертско знаење. Да речеме, ако не е потребна реформа во аграрот, секогаш може да дојдат експерти кои знаат од не знам каде, ќе ви кажат ова вака и така натаму. Реформа во моралот. Овде не е потребна реформа буквално во
моралот и во нашите сваќања и еден сериозен исчекор. Бидејќи видите каква ситуација ние имаме. Ние доскоро мислевме дека прашањето на лошото правосудство, на лошата правда е кадровско, дека е системско, дека е така натаму. Ние сме во истиот систем, судиите се истиве, нели, кадровски мање више ништо не е променето, барем ја не случило. Ништо важно. Ништо битно, ништо круцијално не е сменето. Истите суди, вчера судат вака, утре онака, се променил. Што се променил? Се променил газдата. Значи се променил во матрицата, во менталната матрица, ништо не се променил. Просто луѓето си го смениле газдата. Таа матрица ќе мора да се смени. И тоа ќе биде реформа судството. Може би во таа насока ќе ни помогне ако влеземе во овој брзо, во овој процес на отварање на поглавията, преговори и така натаму, ако и тој не се сведе на што е реформа судството, да имаме пуба и маси, и компјутери и така натаму, се Морам плашам. да те прашам нешто, и со тоа да завршиме нешто приватно, а е на оваа линија. И ти си родител, јас сум родител, имаме доволно деца за да можеме да бидеме и одговорни со таа мисла во главата. Што менталитет имаат нашите деца? Имаат ли различен менталитет од ова како јас и ти разговараме веќе? Да, нашите деца ќе не победат сериозно, ќе бидат сериозно подобри од нас. Тие се веќе подобри од поинаков нас. менталитет од Дефинитивно. Јас барем од сега не сакам да зборам за моите деца, но од сите деца што ние сме во генерација, си ги говораме нашите деца, си ги зборуваме, си раскажуваме и така натаму. Нема да ни успее да ги расипеме. Ја нема да успееме. Тоа сакам да ти кажам. Мислам дека можеби поради тој отпор кон она што ние им го правевме во овие 20-30 години, а мораме да си признаеме дека им нанесовме и доста зла. Нашите си ги оптеретивме со работи кои навистина не мораше да се мачат, да размислуваат. Може би поради тој нив вроден отпор кој е, нели, тинеџерски, адолесцентски, тоа е природа човечката, може би тие веќе создаваат еден одбрамбен механизам и така го случуваат своето и ментално здравие подобро од нас. Гледам не се толку во сите овие наши филмови, не ме ни разбираат моиве. Да, ама ако ги видиш анкетите геројски, гледаш дека најголем дел од нив сакаат да си заминат. Си бегаат и од нас во крајна линија. Не од нас како родители, мислам, туку од нас како општество. Па тоа значи дека општеството не чини, а децата се паметни. Бидејќи што ќе прават тие? Што треба да прават? Да седат и да чекаат подобро општество? Ние често зборуваме за одлив на мозоци. Камо среќа да имаме мозоци во државата што ќе можеме да ги одлееме. Тоа е трагично. Јас сум имал дете кој извесен период беше надвор и знаев што тоа значи. Не е многу надвор, ама секој надвор е надвор. Кога ти е не ти до тебе надвор ти е и тоа е болно. И така. Меѓутоа, секој како да кажем, ковач на собствената среќа и ние немаме право на вистина да станеме да им речеме чекај уште 3 поглавја и све ќе биде. Нашиот живот помина во стабилизација, во реформи, ова ќе заврши во овие поглавјава сега. Можеби нема да стасаме во кариерата до последното поглавје како што трае времето и сега би било од нас крајно непристойно, крајно нечовечки да ги малтретираме и децата да чекаат. Секој ќе си ја бара својата среќа. Се надеваме, јас се надевам дека моите тука ке во Македонија, меѓутоа кој може да им забрани? Светот е отворен за сите. Бранко Геројски, благодарам за овој вечерен разговор. Претресовме некои теми кои што можеби не можеме ни нисколудни да ги зборуваме толку често. Благодарам, а вам почитувани гледачи ви препорачувам да останете со вестите, завршните вести на 1 ТВ, а потоа тие што нема да решат да се легнат, останете, ќе има уште забавна програма на програмата на 1 ТВ. Утре е вторник со вашиот колегата Александар Чомовски, гледајте го бидејќи тој секогаш има и свежи соговорници и еден пристап кој што е многу подиректен со вас. Претпоставувам дека ќе се отворат и телефоните и не заборавајте, утре е големиот ден кога во емисијата Правда и неправда гостите ни бидат тројцата главни, односно тројца обвинители предводени од Катица Јанева од СЈО, со кои што ќе имате можност да разговарате во еден продолжен термин од 2 часа со отворени телефони. Останете со 1 ТВ секогаш на ваша страна. Ви благодарам и добра ноќ.